Давање на пакети со храна онаму каде е најпотребно, но и идеја за кратење на платите на административците. Дел од нивните фирми платиле пред време данок, ама дел би можеле да бараат помош од државата. Вака накратко може да се сумира однесувањето на екс-премиерот Зоран Заев во време на пандемијата од коронавирусот. Останува отворено прашањето: кој го советуваше Заев да даде таков предлог за намалување на плати во администрацијата? Односно, над 100.000 граѓани во Македонија во вакви кризни времиња да преживуваат со плата од 14.500 денари. На пресконференцијата каде беше дадена оваа изјава, реакциите на социјалните мрежи беа дека Заев настапува како да е премиер на државата. Само по себе се наметнува и прашањето: од каде зема плата Заев? Дали е панажа, односно плата од владата, или пак од партијата? Ако зема од партијата, колку изнесува? Оти самиот тој кажа дека ќе штеделе во СДСМ. Ние побаравме одговори од прес-центарот на социјалдемократите за овие прашања, но одговор не добивме. Го побаравме и Заев директно да одговори, но сепак одговори нема. Нема информации ни дали се уште Заев користи обезбедување, и ако користи кој го плаќа, а нејасно е и каде живее, со оглед на полицискиот час. Кратко е времето за пат до Струмица. Политичките актери повикаа на солидарност и плаќање пред време на обврските кон државата. Заев вели некои нивни фирми веќе платиле данок пред време, ама не кажа кои. Од УЈП за Алфа вела дека досега вкупно 17 фирми од Македонија платиле данок. Но заради заштита на појатоците, не кажа дали некој од овие 17 се во сопственост на семејството Заеви.